Од срцето на градот и овој викенд раскажуваме нови скопски приказни. Со вас, Катерина Тодевска-Спасич. Во ова издание на Скопје але со доктор Владимир Чадиковски, кој се сети на книгите за Тито кои се купувале на метро, за својата, како вели самиот, страшно добра генерација, за носењето син мантил дека и Тито бил металец. Тоа е детето кое дома не донело четворка, детето кое ја носело штафетата на младост. Ова се само дел од неговите скопски приказни, ама ќе ја чуеме и онаа за создавањето на тимот на детската кардиохирургија, ама и за љубовта и страста со која зборува за својата пасија кон моторите и старите автомобили со душа. Доктор Владимир Чадиковски. Здраво, живо. Здраво. Знаете што, се мислев како да почнам, ама и вака ќе почнам. Во едно интервју сте рекле дека се во животот сум правил како во книга, нели, во однос на училиште, во однос на се. Зборувам сега во едно друго време, над 40 години, како велите, втор пубертет, ако е втор пубертет, нека трае цел живот. 40, добро, не викате 50, 40. Не, така сте рекле во едно интервју, само тоа. Да, прочитував сум рекол 40, да. Дали тој период на Скопје, нели, Скопје ни е во центарот на случувањата, ама вашата приказна е генерално врзана и за Скопје и се она што го направивте овде. Муабетот ми е дали после 40 станавте некој побунтовен тип, да речеме, во Скопје? Побунтовен не. Да. Не? Бунтовен не сум станал, али јас стално го кажувам, у неколку наврати сум го спомнал тоа, она кој ќе кажат, кој ќе, нели, доаѓате на фаза, кој ќе станете 50 или се ближите кон 50 и како имате една ситуација од типот на втор пубертет, као еднаш кога се појавуваат. Многу пати сум кажал, мене ова ми е прв пубертет, бидејќи ја не мислам да имам чувство дека првиот го рипнав се. Ова ми е првиот го рипнавте зашто учевте цело време, така? Многу работа, немаш, мислам, немаш ни статус, ни финансиски, све си во некаква фаза на едукација, прво си студент, па си специјализант, па стануваш млад хирург, па стануваш ова, па стануваш ова, и стануваш асистент, па стануваш професор, и тој период од 20 и кусур години едноставно, ако тоа е пубертет, ја не знам што, мислам, она баш сега е, затоа и го потенцирам тоа. Ја не знам, имавме заедничка емисија пред колку години имаше, не знам тоа, веројатно да ја гледаме таа емисија и сега веројатно ќе има некоја разлика, претпоставувам. Да, има една реченица која што ви ја знам од таму и сакам да ја повторим и во интервју, да. За тоа не сеќавам, ќе ме повторите. Вие сте, нели, двајца браќа сте, така? И кога зборуваат мајката и таткото за тоа, нели, што постигнале децата во фамилијата, како беше? Он е супер, нели? Мето е супер, а овој другиот е да е жив и здрав. Татко ми го прашува, да, татко го прашува. Едниот е хирург, другиот е паметен, да, така беше. Така беше, да слагам. Паметен? Па не знам се од оваа дистанца веќе. Вајде после 50 веќе може се каже и другиот е нешто бар фаќа. Не знам. Да. Од онаа генерација сте што која, како велите, крајот на 70-тите и 80-тите години сте ги фатиле тој период, велите, преубав, безгрижен, искрен, имавме пуни велосипед со банана седиште со 3 брзини. Овде застанувам. Да, и тоа сум го заборел, знаете така? Ајде, подсетувам. Па да, мислам, она баш сме таква една генерација, не знам ни како да ја крстам. Сега сме веќе сите некај 50 и чудни времиња. Значи, стварно можам да зборувам за различни, кога да зборуваш за некој друг човек имаш чувство. Растеш во една држава, па се ствара друга држава, па поминуваш сите тие турбуленции на све живо и диво. Од едни морални вредности се оди во други морални вредности, од една естетика одиш во друга естетика. Самиот свет се движи екстремно брзо со мрежи, со интернет и со чуда. У тоа време немаш. Имаш слики у хард копи, сега веќе не постои. Па нешто сега гледам, пак се враќа. И буквално имаш чувство дека едноставно со телефон ги бришеш сите слики и веќе како ништо не постои. Тој хард копи некако постои. И не знам, доаѓаш во една фаза каде што веќе после тоа цела турбуленција некој ќе ја каже ваква генерација, онаква генерација. Знам дека мојава генерација на вистина, колку што се сеќавам и ги од тие што се гледам и што ги следам од голем број, да вистина се многу успешни. Значи тоа сакам да кажам да беше еден период кога се вадеа на вистина зрели, здрави кадри во своите професии. Можам да кажам дека па 60-70% од моја генерација на вистина сите се успешни. Што ги познам, што сме учеле од осмолетка, од
сите Ке различни зборуваме профили. за таа генерација на медицински факултет која што дојде окей. најголем број од Никола Окей. Карев. Застануваме овде, велите книги за Тито што се купуваа на метро, ова не се сеќавам. Па ја мислам дека уште ги имаме дома, ке моите уствари, дома Добра. ги неам тие. Ама имаше книгите беа тие. Значи многу Добра. беше интересно, ја се сеќавам докторати кои се правеа. Значи немаше можност ко сега имаш Сега да препишеш. Artificial Intelligence ти го пишува докторатот, а не ба тоа праќаш за труд, па се чека, па имаш само една библиотека на медицински, па таму се купува само списанија, па таму читаш, копираш, правиш, па тоа беше мачење, мислам онака буквално да ја собереш ти таа база, тоа све беше праќање, па чекаш писмо да ти вратат, па многу по тешко беше да направиш нешто него сега што е. Да. Така да, навистина, кога зборам како за други времиња, како да имаш, треба да ме вратите назад, ја што викам од тие стари чипови имаш, морам да избришам информација, добиам нови, не можам веќе, не собира све. Да. И едноставно те носи времево да ти, не знам, чудно. Значи, кога ќе седнам, веројатно треба да објасниш на малиот дома како е све тоа несватливо е. Тешко Буквално дека ќе му несватливо, објасните, така е, да. Несватливо дури. А за стокецот како ќе му објасните кога стигаше до Трст? Тоа е неверојатно, тоа сега речеме не можеш ако нема погон на 4, не знам ова, тоа се Ако одеше. немаш клима, Нема, ако порано беше немаш друга приказна, се тргаш у 300 бајле. Да секогаш. фатиш ладното да го фатиш. А ти спиеш у кола со брат ти за да не остаат. Така. Као ќе трнат без нас. И тоа беше таа со отворени прозори, ни се буниш, ни правиш тоа. Со приколки со све. Кузне колку се патувало, не се ни сеќам за оваа дистанца. Не знам дали се застануваше, валјда, се застанувало. Али интересен, убав период. Мислам онака, дали што знам се и децава не можеме од оваа дистанца да кажам, али многу по-безгрижен период. Мислам она патуваш сам, те пуштаат средна школа со воз. Кај Идеш сте ти биле со воз? Ровењ, Пореч, тогаш така си идеш од тој период, имаше неколку тури. Сами или со другари? Не, со другари да. зборам, друштво као, Да. те се денешно време, замислите вие, 15-16 години те пратат со воз до Ровењ на одмор. Мислам, тоа е незамисливо. И онака те праќаат и ти само имаш два повика од таму. Стигнавме, живи сме. Второ беше Си одиме. се потрошија парите, да, пратите. Па после у пошта чекам ред, така, Да, за да ги соберам парите. Да, и он имаш 3 прашања, стално се смеам на тинеџерски на другарка, сега ми го повтори, се смеам стално, веќе имаш 3 прашања дома, млад човек кога доаѓа. Прво е пари. Добра. Немам пари за искачање, Добра. дај ми пари. Второ, што има за јадење дома. Така е. И трето, зашо оваа мајца не ми е испеглана, не си ми ја. Значи као најбитната мајца не е спремна Така за е, искачање, мислам тоа. Така е. А во Така да тоа тие се време, трите прашања што а во тоа време најклучни. мајките пегла мајчки или беше се оставено на децата? Како на децата да пеглаат? Да. Бе мајки пегла, како Мајки деца. пегла? Тоа беше процедура како. Што се Не знам носеше дека во јас тоа сум време? пегал, Што се носеше во тоа време? Каква мода беше? Упа, ја имав, ние среќа у целата ситуација беше, бидејќи Југославија беше интересна држава, се од оваа дистанца која гледам. Од една страна имавме слобода кај сакаш да одиш, Да. ама некако све се одеше на наше море, па негде се одеше по околни овако. Најубаво Имав беше, прилика така, со нели? годините во Италија, имав Да. нели некоја тетка имавме таму, така. 14 на години се одеше и некако тој стил ја обожавам и Италија и сега, може тоа е влезено од тогаш 14 години, секој одмор по 3 месеци во Трст и во Удине. И таму идеш купуваш тоа што ќе купиш нешто и нешто носиш тука, као тогаш беа гардеробите така. Овде беа, ја што викам, ние бевме, имаш комунизмот, ти носи гардероба од типот унисекс, за сите иста. Дали машко, женско, значи тоа е све фармерки исти. Ама дали ве тираа да носите како во трето полувреме, нели кога ги облакаат овие, или да носите по 5-6 пара за тука после тоа да им давате на вашите другари? Не, немаше проблем, немаше таква, за гардероба не правеа толку проблем, поише правеа зависам за техники кои се За купува. техник. А иначе гардероби не А сеќам техника сте купувале од таму? Па да, сеќам прв пат се зема, тогаш го памтам кога се купи Commodore 64. Тоа беше Тоа цело беше делење доживле, што би рекле Скопјани. Да играш игричка некоја од оваа дистанца, сега веројатно е смешно, ама не мислам ни телефони ги немаат тие веќе. Али беше доживле, баш онака Commodore 64 памтам тоа. 29 ноември.
Да. Денешно основно училиште зборувам, денешно во еден Чернодрински. Ако добро се сеќавам, Пица Суперхикс ми рече дека имало многу добра музичка секција, воопшто секции функционирале. Бевте дел од некој од тие секции? Фативте тоа убаво време? И јас бев во глумачката секција. Па вие не сте Да, не сте глумачка открила. музичка не сум бил, а Добро. глумачката бевме. И јас се сеќавам, тогаш глумев, сега имаше некоја представа, сега колку години има, а Сашо Тасевски го има спомнато, со него глумевме. Добро. Со тоа што ја бев партизан, он беше бугарски фашиста, тоа беше најако од све. Морам да го спомнам, да приказна. Раскажете се како, Па- што глумевте уствари, што беше тоа? Па некој, не знам, бев партизан некој, мислам онаков курир валјда, не партизан. курир, добро. Младци, не може партизан валјда да ме направат, али бев некој Дете некако во курирче. тие, да, некој курирче бев, нешто тие што Добро. носат писми, а Сашо Тасевски требаше ме уапси уствари мене као бугарски. Ама имавте реплики, така? Имавте нешто? Па еднаш збораме тоа патронат 29 ноември А патронат. вие на таков Патронат сите патронат? родители седат, ние глумиме нешто и такви ствари. Тоа сеќам, тоа ми остана, тоа многу како матно е малку, али имаше цела екипа бевме, не знам, од одделение не собира, тоа патронат се дел свирија, дел пееа, дел овој, јас знам дека имаше таква некаква приказна, ама шо глумев, се убите мене ми текнам. Преште го Сашо некој прилика може ќе ми каже. Важи. Може он се сеќава. Гледаш он продолжи, поталентиран беше. Не, зборувам за тоа имал врска таткови што вие не сте продолжиле со глума. Да, обратно, он може немаше притисок дома, ја имав притисок дома. Вие он имавте беше притисок дома, по-либерален беше. медицина да изберете затоа што тој не избрал. Така Да, некако да, одеше да, приказната, да, така? да, така беше. Да. И сега кажете ми како во тоа време, кога во медицинско имаше една белја, се викаше, вас ви беше професорка, како беше, чека сега да не, по латински во медицинско Славјанка Чадиковска. Точно така. И вие требаше да се докажувате дека сте со сите петки заради тоа што учите, а не заради тоа што имате врски. Не, она беше од почината тетка ми, али она беше од оној Старков професорки. Значи, буквално не постои. Значи, чипот у глава не и беше Дека мора да се научи. Да, не постои можност да добиеш нешто ако Не и си она го најболje беше, за сеќавам имаше настани, да речеме се сите знаат дека ми е тетка, а тоа латински, што да ви кажам, као за Тесла да треба да полага, видам, она беше... Толку многу? Бе, точно да ви кажам, и ќе дојат, да Добро. речеме, ќе треба ги испрашува некој класи, ќе дојат, Чарик, молим те, брат, кажи на тетка ти од напред да не испрашува од позади. Ја, молим те, не ги испрашувај од напред, него еве ги од позади идате. Молим те, кажи му, викам, дај не ги испрашувај дрва се да. Него и такви приказни, али беше тоа све некако симпатично, не беше како сега, тоа беше пак на крај не можеш ти ако има кај неа единица да речеме ја да ургирам нешто или некој да ургира да ста петка да има. Кога сме веќе кај тоа, Славјанка Чадиковска ја оставила тројка на крајот на годината и на керката на Лазар Колишевски, до таму одела работата. Керка на Лазар Колишевски имаше тоа, го памтам како од незе кажано, со тоа што никој не се јавил да ја ургира. Тоа е уште поинтересно од целата. Така е, да. Значи Тројка, толку. Лазар Колишевски веројатно у тоа време, не знам, по моќен тип одржавање постоел. И знам дека керка, така ми е кажано сега, веројатно е вистина, дека не се немала петка, значи не е ни битно тој момент, може била заслужена тројка. Така Не кажам сега дека као не ги познам луѓето за да можам да кажам, али овде е друга е приказната. Приказната што у тоа време и тие луѓе кои што имале моќ и моќ и влијание во државата, не го користеле на тој начин дека детето нивно мора да има сите петки или дека мора да има овој у најпозитивен контекст кажано, мислам не у негативен контекст. Да. Дека здрав систем, не знам, без разлика како и кој да го гледа, како да го гледа, здрав систем од аспект на дека ја стално викам социјалниот мир во една држава го држи образование и здравство. Значи секој од вас мора еден ден да се судри или со образование преку себе или децата или здравството преку себе и своите. Така. И тој социјален мир, секоја реформа која вие сакате преземете во образование и здравство е ризична. У кој правец ќе ја терат. Така. И заради тие причини е стално викам, вие може да немате проблем со екологија или нема да имате проблем со суд, не боже, или со не знам економија или со едноставно кој што друга фела, али здравство и образование секој има. Така. И најмногу се на удар реално. Да. И... Имавте време во тоа многу учење и да излегувате? Каде ни Па Скопје имаше се излегување, искачаш? излегување имаше, ама не, пак морам да кажам, пак многу поредуцирано да речем од моите другари што излага.
не беше, беа неколку кафичи, беа неколку... Ве викаа бубалица во тоа време? Не, така немаше не. таков аспект. Не, бубалица Добро. никад не ме викале, али по принцип имаше работа која што мораше се сработи. Значи нема, таков е факултетов, таква е школава. А за средно немаше во средно можност да излегувате повеќе? Па пак е ограничено. Многу сабајле имаш вежби, имаш после испити, значи тоа све кај мене беше поврзано, значи другите факултети немаат вежби. Ние имаме секој ден имаш пракса на факултетот Сабајле од 8 до 3, после тоа треба да седнеш да учиш, да можеш да другиот ден да бидеш. И тоа е таков систем, не е како на другите факултети, ти немаш Сабајле пракса, имаш факултет и толку е. Да. И тоа е технички е невозможно ако сакаш да ние дури сме и лабава форма кој ќе се споредам сега со америчкава школа која гледам. Они живеат таму, они не се прибираат дома, они не се дома, они живеат у болници. И не постои друг начин. Ако сакаш да мене сега кога ќе ме видат во оваа позиција кај што сега се наоѓам, се заборава, кога ќе те видат сега и викат ова као да е паднат од небо. Тоа значи одличен во осморетка, во средно, факултети, специализации, докторат, значи тоа е све собрано со години за да доеш ти во оваа позиција сега на 50 кај што си уствари. Така да како секоја професија, мислам дека бараш жртва ако сакаш да си добар во тоа што работиш. А ви работиш. недостасуваш на некој период да речеме излегување, да речеме да заглавите, да останете, да се напиете чашка повеќе, не дека го немало, така? Не дека го немало, али не во големи. Па тогаш имаше неколку сега имаш илјадници кафичи оно, тоа неколку ликови беа, мислам. Ја и ден денеска кога се видиме, си викам се сменя времењата, тие ликови и ден денеска кога ќе ги сретнам по улица ми се многу драги, бидејќи ипак ме потсеќаат на еден убав период. Имам еден куп другари кои што ми се и сега кога ќе се видам ми е баш драго. Дури тогаш сегам што е најинтересно, сегам поише време нив да ги дружам и поинтересно ми со нив да седам и да правам моабет, него да искачам по многу редуцирано ми искачање, идеш преку ден, нешто повеќе навечер. И сега кај што немам ни забрана, не можеш да искачаш колку сакаш, пак нема. Пак е Немаш време. Немаш време. Да. И гледаш да најдеш некоја пасија да избегаш. Одиме сега кај оној кој што го нарекувате во неколку интервјуа својот втор татко, велите, доктор Ацо Димов. Така. Што ме научи? Нели се ова врзано за Скопје. Така, не одиме ние подалеку од Скопје. Тоа беше на факултет, тоа беа и за животот, велите, и за медицината многу нешта научив од него. Па Ацо, стварно, Ацо ми беше, сега, Ацо го кажувам дека ми е близок, иначе професор Димов, па он ме зема, значи, начално кога доаѓаш на медицински факултет мора некој да те земе. Али он навистина имаше еден момент, ја стално го потенцирам, толку време бев со него, дења ноќе, ти мораш еден дел да се издвоиш од него, бидејќи ги превземаш манирите од него. Толку почнаш да зборуваш како него, бидејќи ти цело време него го слушаш. А имаше што да се чуе? Како не, мислам, пак тие се па уште поквалитетна генерација од тоа, уште едно друго време со сите морално-етички норми кои што може да ги има човек. И нив мислам дека им беше дури потешко да се адаптираат. Ние некако пак малку полесно се адаптиравме на новите времиња. Они се таа генерација кои што уште потешко да прифатат неквалитет за нешто што е. Никако сега ти можеш и да го голтнеш тоа, али Ацо стварно остави еден белек во мојот живот кој што ја секој сум му благодарен и мислам, јас се надам мисијата која што имаш и како професор и како бидејќи тоа не се само технички од момент ти како ќе оставиш шавот или како ќе оставиш конецот. Пред некој ден гледам има едно, ја стално викам хирург може секој да биде, видиш, доктор е малку по прав доктор зборам, бидејќи јас се надам дека ја ќе бидам исто добар учител на моите специализанти и така натака, кој што концепцијата, јас се надам дека идејата е да биде подобри од мене, мислам не да бидат послаби од мене, бидејќи стално кој што викаат особа А увек прима особа А+, а особа Б прима увек особа С. Значи таа е концепцијата по мене на животот. Бидејќи да оставиш нешто позади себе, да не оној себичен момент после мене потоп ми е највулгарен професионален збор што можеш да го потребиш. Уште неколку теми до крајот на овој интервју, вака сега ќе почнам прво со она што вие можеби зашто сте веројатно горд. Како велат, треба нешто да остави како трага секој човек, така? Моабетот ми е детска кардиохирургија. Велите, тоа е оркестар на луѓе кои што треба да создадат, нели, секој од нив може да биде супер во својата област, но тие во периодот кога се создава
нели, кога се враќа во живот некој, еве вака ја да се изразам, не сте го рекле така, ама некако така Да. е, да, треба да работат како еден. Така некако, ако добро разбирам. Да знаете што, мислам дека немаме време да ви раскажувам се што се помина за овие 10 години да се оствари ова. Сега од оваа дистанца кога гледам, не знам прво дали повторно би го направил ова, бидејќи толку стрес, толку непреспиени ноќи, толку нервози, толку притисоци, толку пак ќе кажам, наједноставниот момент е како ќе осошиете тоа, кога ќе осватите у тој цел систем. Значи, ја во многу наврати сум кажал, ќе повторам и сега, најтешко беше да се направи тим. Тимот беше најтешката опција да направиш еден тим кој што ќе функционира како еден. Стануваш фамилија со тие луѓе, бидејќи ти цело време си со нив, дење ноќе комуницираш, групи, пациенти те спајат, фамилиарни релации. Желе да кажете и имиња така. на некои од тие луѓе, еве вака јас сакам да ги Па чуам. сега мене докторија може ми кажам се сестри ми е страв дека поголема група на сестри се не заборавам, али од Добро. докториве се Ведран, Весна, Данче, Мими и Лиле. И сега Иво, значи тоа е една група од тројца педиатри, двајца анестезиолози. Екипата има и двајца перфузионисти, Перо и Сашо, имам сестри еден, сега ќе заборавам некога ќе ми се налоти, ќе речам цела екипа на сестри, дека сестрите се поголем број, има кардиолози Светле и Бети, да не ги заборавам, исто во екипава. Значи, голема бројка се веќе. И сега е веќе полесно, кога имаш базата, веќе можеш лесно да продуцираш, бидејќи тој нов лик што ќе дојде, нов колега, автоматски има кој да го обучи. Така е. Така да имаме навистина. Онака баш сум горд на све ова, за овие години, од десетина и кусур години помина повеќе од 1200, 300, 500, појма немам деца. За прв пат во Македонија, мене ми е драго дека огромен број од тие деца спасивме. Дека какви беа емоциите после првата операција? Па, морам да признам, приубав, бидејќи животот стварно ме однесе од трансплантации, 3 години во Брисел поминати, од еднаш кога се менуваш, видиш во кардио, значи, трансплантациите направивме една трансплантација тогаш на црн дроб на бебе, па од нагло дојде ова со Бил Новик, па се префрливме на друга и некако многу турбулентно, сите се многу системски захтевни, дали е трансплантацијата, дали е кардиохирургијата, али чувството беше од почеток чудно, мислам онака една позитивна возбуда и убаво се чувствуваш. Али после тоа веќе, бидејќи тоа све е толку динамично, ден за ден, ти немаш време да го доживееш тоа као себе имаме па ќе поминат, значи тоа е ден за ден, така да сега сум повеќе го памтам овој момент сега, бидејќи ја стално го кажувам многу наврати сум кажал кога мислиш на минато, те фаќа депресија, ако мислиш на иднина, те фаќа анксиозност. И сега одеднаш наједноставно мисли сега што е иначе мислиш како беше ова жива депресија. Мисли напред гледаш што дешава, бега тахикардија и сега викаш ова најболе. Да живееш сега моментов у Пелистеров. Така, пред самиот крај морам да ве прашам како со моторите и автомобилите, и тоа е нешто што значи Што на крај најубаво, требаше на почеток да ме Па прашате. не, затоа што ве прашале да не биде нели сега тоа. Јас сакав нешто што можеби не дознале луѓето, да. Тоа најмногу сега сакам да зборувам што е право. Ајде. Па не знам, моторите веќе подолго време посебна приказна е тоа, нема дилема. Моторите се не ги менувам за ништо и пасија. Со нив водите по скопските улици? Па да, еден мотор имам за вакво. Како е по скопски улици, да им се кажеме на повеќе, градски да ви кажам искрено, власти? сочувствувам од кога почнав и сега се случува да кога ќе заштанеш семафор, претходно бе седиш сам. Се одеднаш кога гледаш околу тебе 7, 8, 10 мотори има околу тебе и викаш ова полека луѓе се повеќе. Ја мислам дека сега повеќе лудуваат луѓе што се со коли него со мотори. Моторите мислам дека се повнимателни луѓе моторџиеве него овие со коли што водат полудо по улициве. Бидејќи приметувам на мотор, кога сум приметувам како возат овие со коли, уствари. Мене ретко се случува со моториве, има некој да ти направи проблем да видиш дека нешто прави или повеќе тие со коливе, по мене бар. И пасија за стари коли ми е, олтајмери ми е. Само раскажете ми кусо, значи Дастин Хофман во филмот Кој
таа кола има и се прави. Кои се местуриве да ги спомнеме и нив зашто Скопје има. Па не, ги менјаме сториве се. Местурите, За добро, мотори не ги можам да спомнуваме кажам дека е тогаш. Сале, он ми е како Сале. матичен лекар ми е, имам мој термин кај него, имам Сале ми е. На мој термин сте Да, тамо? таму имам на кај Сале сум Добро. мој термин. Он ми е матичен доктор за моторите, за сите Добро. мотори. Не знам 15-20 мотори колку имав, сега сум на 3 останати, овие 3 Аха. не ги менувам, али ја мислам Добро. дека таму голем дел од слободното време го имам поминато со моториве. Колите ми е релативно понова пасија и е исто болест, мислам, не знам како да го кажам. Немојте болест само. Али е убава, онака една ситуација кај што све тоа што го правиш да личи на тебе, али принципот на купувањето на тие олтајмери има нема свој ефект, приказни. бидејќи има милиарда коли, Да. купуваш нешто што има некаква историја околу него, што има некаква традиција околу него. Сега да речеме има најнов филм излезен Ауди против Ланча, тоа е најлегендарниот, сум да ви кажам, и се тие се многу скапи по принцип, али да речеме сите филмови што ќе ги видите и сите приказни кои ги видите, кои ќе гледате филм, ако имате прилика да забележите, одма ќе го приметите. Например, кога гледате Матрикс 2, Добро. например, моторот што Да. во вториот дел што е Аха. тој што треба да го имаш уствари, тоа е Дукати Да. 906-748 кој што да речеме се Некој возил ми го Матрикс. спомнал друг, да. Значи тоа тие приказни, значи имате, не знам, Кажете ни ги вашите приказни пред крај сме на ова. да, не знам, ја имам патувачки мотор GS 850, имам CB 750, Honda, тоа е најлегендарната K6 Аха. All Cafe Racer 76-та. Имам Ducati 748, имам тркачка од Ducati од Matrix филмот што е тој го кажам, го имам коли, имам новите коли не се интересни. Да речем Старите. имам Mercedes SL кој што е Ричард Гир од American Gigolo филмот е преубав. Значи Ричард Гир Да, во го Америка живеел, добро. Имам На Дастин Алфа Хофман. Ромео Спайдер, имам Дастин Хофман, велоче. Имам Карманджија, сега го вози Бред Пит у новиот филм. Таа да многу Одлично. убава. Таа е Многу убава? 68 е, да. Аха. Мини Мори сега ми стига, имам тој спорт МК2, преубав е. Тие се Мини Морисот го возат сите, од Битлси, Да. од не знам, све живо и диво, да не ги именувам, Џон Купер типот е. Тоа е не престанува, тоа е главниот проблем овде што паркинг немаш, па зимаш од другари паркинг места, па значи Ма за тоа е. секој се снајдеш ако има пасија и љубов. Да, и тоа е најинтересно што колите што ги купуваш тоа, кои ќе се спомнат вака, тоа не се екстремно скапи коли. Тие ги зимаш во полоша состојба и ти ги Потоа правиш да бидат Да, преубави. така е. Онака баш убави, бидејќи кога ќе ги имаш мајсторите, наоѓаш ова, наоѓаш, мислам, ја правиш баш онака. Ќе се видиме по улици, сега моментов не че ни времево за. Иначе ќе беше убаво да ве повозам да видите како изгледаат. Во тие- следниот пат кога ќе ме Следниот викнам. пат. Да. Да ги И за- осетите. Да, и за крај. Емисијава се вика Скопје але, као навивам за Скопје, така. Добро. За какво Скопје навивате? Секогаш најтешкото прашање на крај. На крај. За какво Скопје? За какво вие навивате? Па не знам, ја навивам за Скопје со повеќе насмеани лица. Ја се согласам со вас да речеме, иако не знам како би дошле до тој осмех, али по принцип искрено не знам што да ви одговорам. Какво Скопје сака моментов живе во едно, сега гледам друго. Може најдобар одговор да давте вие, да биде насмеано Скопје. Ако може да биде насмеано Скопје, би било најубаво. Бидејќи јас стално викам, едно е да водиш Ферари во Скопје, друго е да водиш во Монте Карло. Во Монте Карло е нормално да го водиш Монте Карло, овде да го водиш Ферари, тоа не е нормално покрај оваа ситуација. Така да може и тоа е она главната поентата дека да може да се врати осмехот во Скопје би било баш убаво, бидејќи динамиката и ноќниот живот си го прави своето, културата да се врати ако може малку на она однесување како што било бар порано, али се согласувам со вас, осмехот може да е најбитната приказна. Може насмевка за крај за Скопје. Але, Скопје але. Скопје, але. Да, ви благодарам. благодарам вас.